Почитувани, СДСМ ќе ги укине членовите од Законот за високо образование што ја загрозуваат автономијата на универзитетот, и академска и финансиска. Со политиките на актуелната власт последниве години, универзитетот е свесно ставен на маргините на општеството. Професорите, надвор од сите светски практики, се ставени под контрола на владата и министерот за образование. СДСМ ќе го врати достоинството на образовниот систем во Македонија, прилагодувајќи го на светските трендови. Ќе создадеме и фонд за научно-истражувачка дејност. Секој научен институт на државните универзитети за период од 4 години ќе добие конкретен буџет според понудената програма, со кој што самостојно ќе располага. Професорите ќе можат да истражуваат и да објавуваат во странски научни списанија. Ќе ги зголемиме финансиските средства за истражување и развој, што денес се сведени на историски минимум. И заедно со младите од СДСМ денеска сакаме да презентираме уште две мерки. СДСМ со програмата предвидува секој студент да има електронска картичка преку која што ќе може да ги користи сите студентски поволности. Со ова ќе го подигнеме студентскиот стандард преку разни бенефиции за сите студенти поврзани со студентското живење. За подобро информирање, студентските организации ќе бидат мрежно поврзани преку редовно финансирање, портали на кои што ќе бидат објавувани сите информации од интерес за студентската заедница. Една од мерките што ја предвидуваме за подобрување на студентскиот статус и стандард, согласно светските практики, е донесување законски решенија за вработување на студентите на определено време, со определен максимум од половина работен ден. Тоа се околу 20 работни часови неделно за редовен и вонреден студент, но со намалени давачки кон државата. Овој ангажман работодавачот ќе мора да го регистрира како работен стаж и уредно да ги пријави вработените во Агенцијата за вработување. За другите предвидени мерки во некоја друга прилика. Благодарам. Да, во 2-3 наврата Министерството за образование преку владата изгласа измени на Законот за високо образование со кој се ограничува автономијата на универзитетот, автономијата во однос на академската слобода, во однос на финансите, во однос на организацијата и во однос на планирањето и програмите на студиските програми. Постојат правила кои академијата, правата академија, и затоа Министерството за образование или она што го креира владата не треба да се меша во овие делови. Така е секаде во светот, го бараме тоа истото и за нас. Картичката која што би значило леснување, што точно, што конкретно би ги засегало, би ги опфаќало активности на студентите преку таа картичка што ќе може полесно ги реализираат? Во однос на студентската картичка го гледавме словенечкиот модел и некои други модели, каде што секој студент преку таа електронска картичка ќе добива одредени попусти и бенефиции при купување на храна, при некакви услуги во однос на општественото живење, културното живење на студентот, сите студенти да ги имаат сите овие попусти, за да можат да ги преживеат тие студентски денови независно од кој каков стандард има. На тоа се однесува. Благодарам.